Повеќе од јасно е дека овој скандал не е изолиран случај, туку само ја потврдува системската корупција која ДПМН ја воспоставило во агенцијата. Тоа не е изненадување. Историјата не учи дека секогаш кога е ВМРО ДПМН е на власт, секој скандал или злоупотреба е со амин на раководството на партијата. Еве како се поврзани сите во скандалот од власта, зашто мора итно да има проширување на истрагата. Имено Илија Стоилев, додека ја вршел функцијата директор на Агенцијата за финансиска поддршка, бил и активен председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Свети Николе. Она што е интересно е дека Стоилев е близок пријател на Игор Миќев, викан Панкерот, кој пак е во кумска, односно кумашинска врска со премиерот Христијан Мицкоски. Од информациите кои ги добивме од свиркачи, вработени во Министерството за земјоделие, токму Панкерот, кумот на Христијан Мицкоски, се однесувал деспотски во Министерството, вршејќи притисоци врз вработените за распределба на средства за субвенции и за концесии.